Моментот е ургентен, крајно ургентен, затоа што очигледно се работи за еден бизнис проект со вулгарен профит, за кој што се слага и државниот врв и градската управа, па може да се сомневаме и во локалната самоуправа општина Центар, која денес очекувам да го прати барањето за суспензија на важечкиот план од 2012 година, декадентен, надминат, некоординиран со генералниот урбанистички план и така натаму. И таа суспензија да биде одобрена. Тоа е она што, како што викаат, според закон може да се спроведе и може да помогне во моментов, инаку се работи за злоупотреба на власта, се работи, како што спомнав, за вулгарен профит, се работи за инволвирање на Македонска православна црква како духовен водач, нешто што е и перверзно и необјаснливо, за субјект кој што спроведува такви интереси на сметка на јавниот интерес. Се работи за простор кој што треба да биде за сите граѓани, а само затоа што е сопственост на црквата, ќе добие некоја друга вредност материјална, а ќе направи огромна штета. И се работи, да кажеме, за една злоупотреба на ковид периодот. Таквото нешто е непростливо, тоа ќе остане во нашата меморија, меѓутоа ќе остане и како трага на ова време и овој период и овој режим. Јас морам да го наречам така, затоа што препознавам манири од претходниот режим. И тогаш се спроведуваа планови без јавни расправи. Ја по тој повод инициирав референдум, сметајќи дека овој јавен простор е од државен значај, најмалку градски, значи она што е ниво, тоа е ниво на град, а уште помалце е на општина Центар, али дефинитивно е нешто што треба да биде јавен, отворен, па и озеленет простор, многу озеленет. Имаме начин, имаме форма ние како професионалци тоа да го спроведеме, само ако се водат такви политики соодветни, ако се инсистира на извлекување на максимален профит, значи на финансиска добит на инвеститорот и се злоупотребува се ова што го наведов, тогаш тоа е зло со кое што се бориме во моментов.